Маркетерите осетија дека е вистинско време Компас повеќе да се европеизира и да одговори на очекувањата на пазарот. Затоа покрај изгледот сменета е филозофијата на опременост со што сега Jeep слободно може да стане сериозна опција на веќе добро етаблираните европски конкуренти. Силниот естетски карактер проткаен со избрусен стил, конективни и безбедносни технологии, потврдени динамички својства на асфалт и на терен, ги истакнуваат основните вредности на марката кои се негуваат 80 години. Или, накратко, ова е возило наменето за прагматични сонувачи, луѓе што се рационални и имаат потреба да избегаат од секојдневната рутина. Ова е возило со два карактера подеднакво доминантни, урбаниот и теренскиот. Бидејќи повеќето од работниот век ќе го помине на асфалтот, Компас е опремен со втората генерација за автономно возење како дел од стандардната опременост. Останатите асистенти на возачот се подразбираат, инфозабавниот систем како и најсовремените поврзувања на возилото и паметните телефони. Тие се испишуваат и манипулираат преку екран осетлив на допир, инструментаблата е дигитална со висока резолуција, како и интерактивната 3D навигација од TomTom. Внатрешното уредување сега делува поизбалансирано и хармонично. Во специјалната едиција по повод 8-те децении, ентериерот е преслечен со квалитетна кожа, правејќи премиум амбиент. Во склад со еколошките норми, од самиот почеток се понудени верзии со приклучлив хибриден систем кои ги исполнуваат последните Euro 6D норми. Понудата започнува со новиот бензински агрегат од 1,3 литри со две изведби од 130 и 150 конски сили, чии CO2 вредности се за 27% намалени во однос на претходниот мотор. Дизелот се уште е во игра со 1,6 литрениот представник со 130 коњи. Хибридите имаат моќност од 190 и 240 коњи кои се дистрибуираат на сите тркала преку 6-степена автоматика. Сликата да биде комплетна, понудени се 5 нивоа на опременост, исто толку комбинации на мотори и менувачи, верзии со погон на предните и сите тркала. Новиот Компас ќе биде представен наскоро кај нас.